Денеска е особено задоволството и радоста да бидеме присутни на овој свечен чин на поставување на камен темелник на нова училишна зграда во селото Покрајчево. Во оваа прилика само ќе ми дозволите да искажам благодарност за трпението и вербата која што имаше и председателот на местната заедница, членовите на местната заедница, а секако и вие жителите на местната заедница, односно на селото Покрајчево, и вербата која што имавте во нас, дека еве ние ќе си обстоиме на ветувањето и дека село Покрајчево ќе добие нова училишна зграда. Еве денес дојде и тој ден да поставиме и официјално камен темелник на нова училишна зграда и еве во оваа прилика ќе кажам само дека второто полугодие учениците од село Покрајчево ќе учат во навистина современа училишна зграда која ќе ги задоволува сите современи стандарди за одвивање на воспитно-образовниот процес. Кога сме кај Покрајчево, во оваа прилика исто така сакам да најавам уште неколку проекти кои што за брзо време ќе ги отпочнеме со реализација, а тоа е, вие знаете дека еве деновиве ја завршивме канализационата мрежа во оваа населено место, а за брзо време отпочнуваме со асфалтирање на улицата која што води од средината на селото до училиштето и од училиштето до локалниот пат Јаргулица Покрајчево. Ова улица ќе биде во должина од 600 метри. Подготовката на тендерската постапка е во тек, што значи за неколку месеци ќе почнеме и со реализација на дело. Исто така кога сме кај Покрајчево, за следната година предвидуваме уште два проекти кои што беа ваше барање, а беа наше ветување, а тоа се изградбата на детско рекреативно каче на средината од селото, како и изградба на мултифункционално игралиште за сите жители на селото Покрајчево. Ова се ветувања кои што ние пред 2 години ги дадовме пред вас жителите на селото, еве со силна динамика, со наша силна посветеност, со подршка на сите вас успеавме еве да бидеме свидетели на отпочнување на реализација на голем дел од нив. Со денешниот ден, со денешниот чин на отпочнување на камен темелникот, заокружуваме како општина еден силен циклус во инвестициите кои што се случуваа во нашата општина во делот на образованието. Ки ми дозволите од моје име, од името на сите граѓани на општина Радовиш да искажам огромна искрена благодарност на Министерството за образование, на владата на Република Македонија за сето она што се случи во Радовиш последните неколку години, а не е малку. Во последните неколку години во општина Радовиш се изградени од темел 3 нови училишни згради. И тоа нова училишна зграда Никола Карев Радовиш, нова училишна зграда во училиштето Крсте Петков Мисирков во Радовиш, нова училишна зграда во селото Злеово, од темел, односно целосна реконструкција и преадаптација на сите училишни згради во сите населени места во територијата на општина Радовиш. Паралелно на тоа, минатата година изградивме неколку мултифункционални игралишта. Изградивме спортска стала за учениците во основното училиште Крсте Петков Мисирков, мултифункционално игралиште во гимназијата Коста Сусинов, мултифункционално игралиште во Никола Карев, во селото Злеово, во село Калугерица и целосна реконструкција на мултифункционалното игралиште во селото Ињево. Со еден збор направивме Радовиш и радовишани да бидат горди на инвестициите во образованието, односно нашите деца да имаат прилика да се образуваат и воспитуваат во најсовремени услови кои што ги тражат сите тие европски и светски стандарди. Но тука како општина нема да застанеме, имаме силната подршка на Министерството за образование на заменик министерот Спиро Ристовски и имаме силната подршка на владата на Република Македонија предводена од премиерот Никола Груевски и секако ќе продолжиме да го надградуваме и доплеменуваме целокупниот систем на образование. На крајот, еве уште еднаш, нека ни е со среќа отпочнувањето на овој камен темелник и да ни се множат убавите работи и убавите проекти и во Покрајчево и во општина Радовиш. Благодарам. Ви представува особено задоволство фактот што денеска сум овде со вас во рамки на официализирањето на стартот на изградбата на новата училишна зграда во рамки на општина Радовиш во село Покрајчево. Барање на жителите и ветување кое што градоначалникот го истакна во изминатиот период, кое што денеска станува реалност и очекувам во најскоро време да дојдеме на да ја отвориме новата училишна зграда која што ќе биде наменета за нашите најмлади, за идните генерации,
врз основа на она што го имам како информација, новото училиште ќе биде со двојно поголем капацитет од она што досега го има како број на ученици, значи за 36 ученици, со што уште еднаш потврдуваме како влада дека за нас значењето на училиштата не зависат секогаш само од бројот на ученици. Ние градиме училишта и во населени места каде што има 5, 10 и 30 ученици, градиме училишта и таму каде што има 300 или 1000 ученици. Политиките на владата се јасни и недвосмислени во поглед на инвестирањето во образованието. Уверени сте и гледате дека образованието представува еден од 5 основни приоритети на владата на Република Македонија. Ние како министерство ќе продолжиме во целост да ја поддржуваме општината Радовиш, која што покажува сериозни активности на сите полиња, и во оваа прилика би сакал да го поздравам градоначалникот и да му честитам на него и на советниците за целокупната активност што ја имаат од локален карактер, да ги мотивирам да продолжат, а истовремено другите општини да им сугерирам да го видат примерот на активноста на општина Радовиш и на ист начин да се обидуваат да ги реализираат проектите кои што им се ветени пред граѓаните и конечно за кои што се избрани и ги обавуваат своите дневни обврски. Јас нема да должам многу, само би сакал да информирам дека како влада ќе продолжиме со интензивната инфраструктурна активност. Досега реконструиравме 350 училишта на територија на Република Македонија, изградивме 70 нови. Продолжуваме да градиме општина Радовиш и понатака ќе биде дел од нашиот инвестициски план. И уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам на сите за денешното присуство и да ви посакам побрзо завршување на училишната зграда, а на учениците да им посакам побрзо детскиот жагор да ги исполни тие нови училници кои што ќе бидат дел од вашето село и од општина Радовиш. Ви благодарам.